Златко Кузмановски никогаш бил човек со широка насмевка и препон со надеж дека среќно ќе живее. Со солзи се навраќа назад во времето кога се чувствувал безбедно и недопирливо. Во времето кога парите ништо не вределе, но зборот и лицето многу значеле. Денес, одвоен од сите, во две скромни собички со семејството, гради дом на илузии и желби, зашто пари и начин за ништо повеќе и нема, вели тој. До пред известно време живеели без струја, но болеста на неговото 6-годишно девојче ќе ја разбуди човечноста кај луѓето, па свеќите ќе ги заменат со сијалици ќе додаде овој несреќен татко. Но ова семејство повторно живее тежок живот. Сериозната здравствена состојба на малата Софија ќе ја спречат мајката да работи, а примањата на Златко се доволни само за подмирување на кредитите, земени претходно за издигање на тие две соби и понекогаш да се купи леп, за да имаат што да јадат децата на училиште. Сепак ова семејство спие во една просторија, се вањаат топлејки вода на ќумбе, одвод не имаат, децата за вкусна храна секојдневно сонуваат. И иако со години вака живеат, сепак и младите и постарите се надеваат на хуманост и на секоја искра, ги шират очите и забораваат на кривите погледи и тежината на времето. За прв пат сме во Орешани, а денес ќе видиме како тешко живее едно 4-члено семејство без основни услови за живот во 21. век. Денес одиме кај Златко Кузмановски. Добар ден. Добар ден. Како си, Златко? Со години се мачиме за одвод. 5-6 години наназад го вака сме со сопругава се мачиме, вадиме од шахтава вода, ја истивам во буриња и ја носам со луѓе надбор од тука во канализација да исправа. Ајде да ми раскажеш, да седнеме и детално да ми кажеш се. Ние сме овдека буквално 46 години. Правиме куќа, направиме и друга куќа на брат ми тука што до мене и тука сме за цело време. Нигде не сме појдени. Едноставно си го гледам мојот живот и моите дечиња, морам да ги едноставно избрам на правиот пат. Златко се труди и е вреден. Ако не за себе, барем за децата, вели тој. Тие се мали и не разбираат што е сиромаштија, но многу добро знаат што јадат и како живеат другите дечиња околу нив. Тоа е и најголемата болка на овој татко, што нема основни услови да ги избања и нахрани децата онака како што треба. Живеам во две соби и припуштав ми купатело, што се вика, во овој дел на самата тераса. Доправам некои работи беа, што се вика, хаос, мораше да се преправа, да се реновира натре. Ставаме ламинат, буквално од моите со помош на кредити. Земи кредит, еден врати, покри, земи друг кредит. На друг начин не можеш да дојдеш до средства. Едино, само кредитот е спас, што се вика да можеш да успеш нешто да приправиш, да направиш. Немаме нормални услови за да ги растеме сопствените деца. Без купатило, без одвод. Финансиски многу тешко издржуваме со една плата на сопругот. Јас и да побарам работа не можам. Ради Софија не смеам јас да барам работа. Барем во овие моменти додека детето не ми се среди, немам на памет помислено такво нешто. Бидејќи ми е кажано од специјалиста што строго мора да се внимава да биде она под надзор. Ради тие напади. Зашто никогаш не се знае кога ќе го добие тој напад. Не сме да биде сама, мора да биде во присуство, са и мајка и мора да биде со нејзе. Буквално од никаде помош. Јас сум останал самиот на себе си. Буквално самиот си помогам и на себе и на фамилијата. Да преживееме, да го пројдеме овој период додека да дете од малце ни пркна, што се вика, да се опорави. Баш доволно не ми беше, јас сакам да гледам црта. Одавне тогаш кај баба Најда, она живее.
кај патот, кај што се орано, кај што беше нивата пуна со трева. И сега таму одевме и се враќавме. Терапијата е многу јака. Самите таблети се по 300 мг, а она е прима терапијата 2 пати дневно, на 12 часа. Што е многу јака терапија за едно неполно 6 детенце, за неполни 6 години. Ако немаме струја, баш но тоа е многу лошо. Во темница, зашто можеш некаде да се сопнеш во маса, да се удиш да паднеш. И на ти тече крв. Да, и некојаш кога нема струја, кој ќе имаме ние, кој ќе се нема струја, тоа е лошо. Вани сте муваше, ни лично на света. Тешко е, многу тешко. Еве и понатака продолжуваме така. Еднаш, два пати оброк во денот, со нејзе, за нив да имат и они имаше периоди, долг период и еднаш во денот, буквално јас и сопругава, да има за децата. Поеднаш во денот. Да поминеме колку толку да преживееме, да го поминеме тој период што е тежок. Колку се може толку. За нив ќе има секогаш. Ако треба јас ќе проаѓам така, што се вика, со еден оброк, за нив ќе има секогаш. И па корасанчиња, бурек, повеќе некора, сиренце, кашкавалче. Се од тие средства да има за нив тоа што се може да им се обезбеди. А ние знаеме со сопругот како поминуваме, се вика некош јадеме, некош ич нема да ставиме леп во уста, само да има за нив. Сега, велите, живеете во две соопштиња Без општина, и да. без Копатело. Без копатело. Како Тука ни е и функционираат? кујна во тие две соби и без копатело. Ние знаеме со сопругова како функционираме. Буквално сме Како се бањате? Како одржувате лична хигиена? така преку ден во неделите фактички топлиме вода на чумбе. Чумбе имаме ова за пиперки печење. Со тенџере лонци ќе стоплиме и тесава ги бањаме и ние се бањаме. Знам како ми беше во самото срце, во самата душа. Страшна работа. Дури си викам, поарно да ме нема, што вака дозволим да дојде до овие работи. Мојата насмевка покажува дека денес за убаво сме во Орешани. Денес ќе ви прикажеме еден убав крај на една убава и среќна приказна. Денес сме кај Златко. Добар ден! Како се, Златко? Добро. Се гледаме по втор пат. Иако се слушавме и знам дека има промени кај вас во вашиот живот. Посрекни сте, гледам дворот е наполнет. Гледам да веќе не ве затекнувам на истата позиција како минатиот пат, кога ја вадевте водата. Сепак, уште малку ќе се средат и тие работи ќе ги доведем до некој ред, што се вика. Малку остана. Малку се средија некои работи. Се Имаш- завршија. Со патило комплетно тип-топ е направено од Да, пријатели. гледам има промени, врата, прозорци. Да, Можеме да видиме. Донација од градоначалникот, од Сашо Јус, маркет Сања, Сашо го светната сама. И они доста донираа внатрешно сето што беше од почка до санитарија и други работи што полер. Вас, да, желбата ви беше да имате тоалет и бања, Да, бидејќи децата ги бањавте кај сестрата или да, и во по корито. комши, и во корито, да. Кој не дозволува условите, морам и во корито во соба да ги бањаме. Али сега, фала на Господ, со овозможено од луѓето, од фактички сите комплетно учествуваа во ова донација да се направи да се. Што конкретно се случи откако отиде вашата сторија и веќе следниот ден? Какви беа промените? Кој први се јави? Кој ви се јавува? Колку ви се јавува? Први ни дојде на помош од градинка што работи таа Маријана.
со децата практички притрча во помош, па и имаме ни комши од другата страна на село и они исто во истиот момент се стрефија. Донеса многу работи. Одма се случија промени од сите страни, донации во храна, во облека, во таблети, во техника, кола ми подарија автомобил Opel Astra 1.4. Дечки 12 млади луѓе од село Станица Зеленико и село Зеленико заедно комплетно донира средства и ја купија кола. Пошто ми требаше, ми беше препко потребна колата, поради тоа што детето ми беше во тешка ситуација. Знае да биде... Мораше да имаме кола за да ја препредиме до на дежурна служба. Да видиме какви се промените и внатре. Рековте добивте многу техника. Многу техника, пак фала им на сите градени, сите... На цела Македонија. Цела Македонија. И Буквално надвор од од Охрид, Македонија. од Охрид, па и надвор од границата на Република Македонија. Тетово, Гостивар, Ќорче. Пред 2 недели имавме пратка и од Германија за малите да ги изненадат. Што ви испратија? Пакети Ги испратија. пакети од храна, од играчки, радосни, пресретни. Се уште пристигнуваат донации. Се уште Се пристигнува. уште. Ама на Господ има се уште Голема луѓе. благодарност за сите што Еве ги се уште има од што цела се Македонија припремаат, и сака да надвор од дојдат. Македонија. Вие рековте дека ви се улесни животот барем во поглед на апаратите. Добивте, што добивте од техника? Од техника имаме фрижидер, имаме шпорет на дрва, имаме сушара, машина за сушење алишта. Комплетирано купатилото се вика целосно од санитарија, од казанче, веце, шолјо се вика све комплетно, електричен шпорет, Полесно ли сега функционираат? многу полесно. Храна? Многу Ви полесно. донирали храна? Има доста. Храна имаме Доста има храна, донирано Господ. од сите страни. од сите И страни. се уште се вика на секој доаѓање што има некој особи што 2 и 3 пати се случува да дојдат пак повторно, да ги изненадат со нешто децата. Сакат да ги видат. Од самиот почеток имаше голем напредок уште од првиот ден. Имаше огромна промена што ни се чини дека животот ни се смени. А ако не бевте вие, голема благодарност до Алфа телевизија. Ако не бевте вие, ние и до ден денес ке тапкавме во место. Од кога се појави историјата на телевизија, нас животот буквално ни се измени многу. Со донации, со све што се вика. Околу терапијата исто голема благодарност до тие особи што ни помагаат и за чепчиња и за таблетите оригиналот да ги набавиме За малата Софија. за малата Софија. И тука ни олеснива се вика, па со Господ напред ќе биде полека ќе се стабилизира. Дали мислите дека го направивте вистинскиот потек и чекор? Да. Мораше. За овие 2 мали дечки се боравме. Сега сте среќни, се будите среќни? Поинаку. Не се размислува како што се размислуваше претходно. Што како за следниот ден. Имате и донација автомобил Да. и тоа е И тоа многу Олеснување. значи. И тоа е голема олеснителност, бидејќи никогаш не се знае Софија кога ќе добие напад. Некогаш може да смириме нападот и со чепче и со таблета, ама некогаш искочува надвор. И самата настинка некош иритира, ама ете, мора да оди на училиште. Сега и време е сезона на разни грипови, па се чуваме колку што можеме. Дали ќе препорачате на некои кои што живеат тешко да ги охрабриме да се пријават? Дали е потребно нели да се срамат, да ги охрабрите едноставно да ги свртат бројките и да се пријават? Секој кој има мака, им се обраќам на сите, на цела Македонија. Слободно да си го отворат срцето на дланка, зашто ќе видат големи промени. Без срце на дланка
тешко дека ќе се успее нешто самостално. На секој би препорачала да го заврти во секој момент бројот на Алфа телевизија. Голема благодарност. Нема потреба од срамење и Никаков срам, апсолутно нема што да се срами. Ништо срамно, едноставно ќе си го каже секој својот проблем. може само да се добие Својата мака и може да очекуваат позитивни работи, него негативни. Имаат огромно олеснување. Како живеат сега Софија и Како што Никол? живеат Никол и Софија сега, задоволни, презадоволни се. Имаат таблети, лаптоп, и едниот и другиот. Се што посакаа, сите желби им ги исполнива. Софија, што играш? Ова, А кој ти го даде ова таблетот? од Скопје, тоа такво. Чичко има. Тешко Ива ми ја. Тоа што сакав Добивме само храна. И играчки? Да, Среќна ли си сега? да, А Никола ти? Среќен ли си ти? да. Да, што доби ти? Добив таблет од Чичко Иван. Добив јадење. Добив велосипед. И велосипед доби? Да. Гледам имате и нов автомобил надвор. Да. Се возиш? Да, се возиш во автомобилот. Доби ли играчки? Добив, И играчки доби. да, Сега ништо не ви фали, така? да, Среќен си? да. Одлично. Само барам соба се. Уште соба сакаш? Да. Сигурно и тоа ќе ви направат. Сега сме повторно во дворот. Ова е новитетот. Новитетот кола ми е донирана од 12 млади луѓе од Зелениково. Фактички ќе ги спомнам. Појан, Горан и сите останати тие што учествуваа во донација. Господ здрави да им да едноставно ме спасија. Буквално јас немаше да доам до возово. Со детето имаме проблеми. Мора да се носи некојаш кој добива напади до амбуланта. Неопходна ви е. Неопходно. Што направивте со одводот? Докаде сте со тоа? Од утре ќе стартуваат со копање. Ќе мораме да правиме септичка јама поради тоа што немаме друг начин кај да се поврзаме. Да се реши и тој проблем? Многу е високо овдека, треба да искочиме 150 метра до самиот чош ваму. Да се копа вака, ќе ни се враќа водата назад, практички во купател. Не смееме да го направиме тоа, мораме да вака, што се вика, под други услови да го средиме се тоа. Дали сте задоволен од целокупната помош, од сите што ви донира? Како не, голема благодарност до цела Република Македонија. Едноставно сите се јурнаа да дадат помош кој колку можеш. Што се вика двоева од својата уста да помогнат. Дали ви донира и финанси, средства финанси? Па нешто и финансиски помогна, мада ни треба и повеќе средства ради тоа што и кровот ни прокиснува, ќе мораме да упатам апел до луѓе кои се имотни, кои имаат фирми, да се смени и кровот ќе мора да се смени. Што ќе им препорачате на сите од срце на дланка, сите гледачи? Ќе им препорачам добро здравје пред се и Господ да ги благослови со сите убави во животот. Едноставно голема помош добив од сите граѓани на Република Македонија. Тоа е неверојатна работа. Јас не се надев дека ќе искочат луѓе во пресрет, ама стварно имаме хумани луѓе во Република Македонија. Секоја чест, немам зборови како да им упатам уште некој апел. Едноставно да ми се здрави, живи и вековити. Да живеат и Господ да ги благослови со сите убави. Другите да се пријавуваат ли, ќе ги охрабрите ли другите луѓе? Што живеат по слични услови? Ја би препорачал да се пријавуваат и да барат помош. Сепак имаме хумани граѓани во Република Македонија. И надвор од Република Македонија. Нашите граѓани стварно, кога е слушнаа Сторијева, сите се сплотија и едноставно тргнаа да помогнат.
колку толку пали. Господ здравје да им даде. И си то бави. Едноставно и дечиња буквално ми ги тргна и повесели, и порадосни, ми се фактички малце подобри услови имаат сега. Колку толку. Како деца ја гледам овие студови, без дрва, без се. Во моментов како се бањата? Не, во едно корито искршено старо. Така со години, со децении? Да. Па студиот и стара е, самата куќа се гледа. И тие прозорци што ги имате во моментов не се прозорци кои што треба и таа топлина што малку ја одржувате бега од прозорци. Бега. Кебина клаваме на вече. Се топлиме. Кебенаки. На вратата кладо. Така тума куќера ме и тоа тавано паднат во друго куќера и тоа исто се тоа распаднато. Како спиете? Во една соба сте? Во една соба, тато во другата спија, јас во помалата, и мајка ми, и брат ми. Па нормално ќе се плачам и за децата и за нас. Нема избор, тоа е. Овие две соби кај што седиме. Ама тие другите куќари не се веќе готово, ништо не потребува. Само неколку месеци откако отиде сторијата во срце на Дланка, Јасмина Петревска, со многу убави зборови и посебни емоции денес. Да. Ке те потсетам, велеше 2 соби да имам, за мене ќе бидат палата. Па еве, стоиме пред вашата палата, Јасмина. Да. Што се случи? Како ви се промени животот откако си заминавме од тука? Премногу Бог помогна, значи премногу сум преблагодарна на Натали и на сите. Сите фирми кои што... Фирми се преблагодарни сме. Што ви донираа најмногу? Имаме се, фала му на Богу, од кревети, се имаме. И материјали за куќата? Се. Како ви поминува сега во новата куќа еден ден? Преубо, прерадосни сме, пресречни сме. Се преблагодарност со цел народ и со данаци, со се. Многу сме среќни, весели. Не стравувате дека ќе ве поклопи куќата повеќе? Не. Не стравуваме, си е стара, ама реки си е ова е нов дом. Што ќе им препорачаш на сите оние кои што се двоумат дали да го стават срцето на Дланка, да го споделат својот проблем со јавноста? Тоа е вистината да се сподели со јавноста, во вистината со срце на Дланка сите да се поделат. Проблеми ве, значи сето како што било не е сега. И вас многу ви благодарим и вие најмногу ни помогнавте и општинава. Че прилеп. Што се промени во вашите животи откако нашата екипа беше да ја сними вашата тажна сторија во старата куќа? Тогаш беше многу тажно, а сега сме многу радосни. Немаме зборови за доскажување веќе, нова куќа, ново дело се влага внатре. Кој се ви помогна? Па најпрво вие на срце на Дланка што дојдовте, многу и се благодариме, од срце и се благодаруваме на цела екипа. Докато дојдовте вие се измена сето,
Более многу луѓе страни се јавува, многу донирај не дава, дево роба, некој ветријали се. Сега се многу убаво се живеи, многу сложно, си одржуваме многу чисто. Веќе ги немате оние проблеми и стравот што го имавте со старата куќа. Па сега не ги немаме веќе, тие поминаја веќе. Сега се нема. Сега само можеме од радости што се вели. Гледам ви се насолзуваат очите. Сълзувам, а многу тешко Од од радости. Што би препорачале на сите оние кои што имаат проблем каков што имавте и вие? Да не се срамат, да кажуваат како што е да се јавува. Желбата е веќе исполна. Во сите страни што не гледаја, сите не знаеме од која страна стасува се. На сите му се благодаруваме. На срце, на дланка е многу да му помага, сите да му помагаат, кои што треба, кои што во невојни се наоѓа. Нова промена, нова куќа и нова соба. И 2 соби имаме и купатило. Дали си среќен? Среќен сум многу. Каква е разликата да живееш од старата па сега тука во новата куќа? Не, во старата не толку, во новата поичке. Новата е убава за седење. Сега не ти се ни излегува надворот што ви Не ми се звеква ич. И вика на мама дека е убаво. Так, среќен си. Среќен сум. Со браќата сега сте заедно Сите сме заедно среќни. Јас се благодарам на срце на Званка. Кога ти е најтешко, Боби? Кога ќе погледам децата, барата, нема да ни дадам. Немаат ни услови за спање, што се вика. Не сум го замислувал, ама судбина. Во колку квадрати живеете 10 души? Во 16 квадрати. Па имаме 3 кревети, и на тие 3 кревети со децата по 3-4 деца на кревет. Кога врне вода да внатре влегува, дече ставам од тенџериња, пангчики, нешто. Најголемата жеба би ми било, кога би знал дека може да се исполни за децата, да се направи некоја соба да може да седите. Помина речиси година и половина откако на оваа пољана за прв пат снимавме едно семејство кое што беше многу детно. Боби Младеновски, неговата сопруга го ставија своето срце на дланка. Она кое што можам да го видам пред мене е едно убаво здание, куќа на 2 спрата која што Боби месец и половина после нашето доаѓање веќе го направил. Дали се наоѓаме на истото место каде што бевме пред година и половина? Здраво, Боби! Здраво. Како си? На истото место се наоѓам. Добар. Меѓутоа има некој новитет кај вас? Па има, од кога емисијата беше, се почаа да се донира, да. Се донира средства? Средства од народот, од хуманиот народ. Така како одеше правењето? Па ние почнавме да ја правиме одма после месеци и нешто, месеци по некаде после емисијата. Почаа да донират народот од тука. Па во правењето во куќата јас и децата мои и сопругата. Сами ја правите Сами оваа ја куќа? правихме. Значи јас сум многу благодарен на хуманиот народ што донираше. Веруваше ли дека толку може да биде хуман народот? Веруваше ли во твојот сон да Да направиш ти куќа? кажам, право не верувам дека ти има толку.
Мислев дека ќе имаше нешто, ама не мислев до толку дека ќе има кума народ. Неудамна го стави и кровот, гледам врати, прозорци. Што фали уште во Па куќата? уште внатре за малтер, каде да се доработи малку на кровот има тој нешто. Кога планирате да се вселите во неа? Па планираме есенва да биде. Убрже да биде, да измачкам. Веројатно и децата се радуваат. Децата се пресретни. Што ти викаат? Па се многу благодарни, ти си имат и своја соба, сак си викат кај тата ова моја ќе биде, тата ова моја. Значи се ептем благодарни. Веројатно сега за внатре ќе треба и мебел, ќе треба веројатно и бела техника. Па да, се треба. Сега внатре да се опреми откако ќе се измачка целата куќа. На што друго ви донира? Имаше во форма во храна, во млеко, облека. Децата сега ти одат на училиште. Тогаш немаш услови нити во училиште да ги пратиш, ниту да им дадеш денар. Да. Сега се е поразлично. Сега се е поразлично. Сега е подруго, значи, ова да не се толку како посрамени децата, подруго е. Забележувам дека и ти поинаку зрачиш и дај Боже секогаш да се вака среќни. Која ќе биде твојата порака до сите оние кои што имаат проблем како што вие имавте до неодамна? Па мојата порука ќе е да не се срамат, да се јават во срце на дланка и нема што да се срамат, има хуман доста народ, може да помогне. Секој сон може да биде Да изреализиран, изреализира. само ако доволно веруваме во него. Да. Вие верувавте, Верував дека ќе има нешто. некогаш ќе живеете во убава куќа Убава. и еве го сонот веќе представува реалност. Само комплетно семејство е среќно семејство. Важноста во растењето на една личност е во воспитанието во првите години од животот. Затоа и обично се вели дека не треба само да му дадете крилја на детето, туку треба и да го научите да лета. И можеби Владко Давидковиќ од скопската населба Радишани немал среќа да биде како и сите останати, но имал среќа заедно со неговите браќа и сестра, барем да биде добро воспитан од родителите, пред тие да ги напуштат за секогаш. Иако добро воспитани сепак тешко минуваат деновите на ова младо семејство без родители. Тука сме родени, да, во оваа куќа. Тука сме родени. Вашата мајка не беше во работен однос, но татко ви работеше. Да, да. Беше малку полесно затоа што земаше плата и како ви изгледаше еден ден кога бевте целосно семејство, Владко? Кога ќе дојдовте од школа, кога ќе се соберавте? Па нормално мислам по другчие изгледаше. Не така бевме цело семејство. Сега мислам пошто родителите ги нема, нормално не може да биде исто, мислам малку е по другчие. Кога почина таткови? 2015 на 1 септември. А потоа се случи уште една трагедија лани. Да, лани да на 1 април, значи кога нашата мајка почина, значи пред да почне ова со корона, значи со корона, значи и од тогаш мислам уште еднаш се промени. Многу пати знаеја и да гасна телефон за да не се звони, да не се јавува. Не ни помогна едноставно. Вие не бевте мокни да ја помогнете сами? Па не бевме моќни, значи не да ја помогнеме. 2 пати мислам ја однесовме на лекар. Како ја однесовте, со што? Па со такси. Со такси ја однесовме и на Бит пазар во таа полуклиника што е амбулантата и дадоа, значи, инекција за да и се смири малку болката, да се пушти, али не ја обрнаа некое внимание посебно. Така мислам, како да кажам, гледаа само колку да не пуштат. Колку да не пуштат, да се ете колку да поминеме и да не пуштат.
се исплашив, која пипна вода беше ладна, зелена беше како камен и нешто ми скочив надвојно од воздуха, па да се стабилизирам, да дам при себе, знаеш. Некако се исплашив која бев во таква состојба. Избегнуваш да плачеш за да не го вознемириш и Да, Мики? па ако плачам и он да се исплаши, знаеш, он па дека не разбира, не знам, не знам да ти кажам, ама тоа чувствува. Ако плачам пред него, например, да се исплачам, и он да почна да плаче, да се исплаши, затоа избегавам пред него. Зашто ако не знам да ми каже, ама разбира. Ти ја плачеш, ја не плачеш, нема фајда. Не можеш да ја вратиш. Да, и да плачеш, не можеш да ја вратиш. Имало ли никогаш, сте били ли во ситуација да поминете ден без пари, да немате за храна? Па... Кога ќе се подмират сметките, кога ќе останат само минимални средства? Да остане едва и само за леп или ниту за тоа? Па, до сега такво нешто не се случило, што внимаваме обично на тие работи, така да... Како поминувате со 15.000 денари месечно? Колку треба да се внимава за со 15 да се помине месецот, Владко? Па, колку треба се внимава, значи... Јас да мене слободна вадам, значи, сметки едно друго, значи, па, остануваат, што знам, некои 8 или 7 милиарди. Откако ќе платиш струи, Да, вода. Останува, значи, и другиот брат, он што работи, и он помага, па така некако поминуваме. им оставате веројатно на Мики и на Марина пари за да нешто кој треба да купи? Да, им оставам, мислам, обавезно, значи пред да појдам на работа, им оставам за да се купи, значи, нешто ако треба, па за мене и не е ни важно дали ќе остане нешто или не, важно е за нив да остане. Еве денес конкретно беше на работа пред снимањето. Да. И очигледно е и дека си гладен, дека не сте ручани. Кажи ми, што денес ќе ручате? Како ќе го поминете денес денот? Ќе видиме нешто, ќе направиме нешто, Нешто ќе мачкате? Па, нешто такав. Или сендвич? Ќе видиме нешто, ќе се снајдеме, или ќе мачкаме нешто, или сендвич, или компири ќе спржиме. На тоа решу што едва работи? Да, едва работи скоро, мислам работи, али споро е. Споро е, значи. Таман за вечера. Оно ќе бидне, али му треба сепак време. Како ви поминува еве еден ден? Што купувате во продавница? Што најчесто јадете? Само сува храна ли јадете? Па, сува храна. Пошто е невозможно, значи, да се сготви. Не е возможно ниту супа да направите, ниту макарони да сварите, што е најлесно. Може, али не е баш така лесно. Зошто? Па зашто што нема, значи, електричниот шпорот е расипан, ние имаме едно малецко решо, значи, со 2 плочи. Немате шпорет? Да, тоа е, мислам, многу споро, многу е бавно и... Кога би имале шпорет, би било ли полесно? Па, нормално дека би било полесно. Секој сака пржена, печена храна. Да. Да. Пример, еве, барем, јас, пример, она не знае да сготви Марина, али јас знам многу работи да сготвам, али, пример, супа, компири да испржам, некоја манџа, значи нешто, али за сето тоа, значи, треба услови да се има за да се сготви. Можеби пак нема да живеат луксузно, но гледањето лица со посебни потреби е навистина терет и за здравите лица, па иако Владко побарал помош од институциите за згрижување на нивното братче Мирослав, тој многу пати бил одбиен од истите. Од меѓуопштински народен центар рекоа дека ќе ни помогнат за да се грижат за него или во некоја установа, значи кај што може некој да го чува него, али
досега одговорот таму нема. Од општината, од други институции, од општината каде живеете, не сте побарале помош? Не, само единствено имаме побарано во меѓуопштински народен центар, тоа кај Министерство за правда, што е во тој меѓуопштински народен центар имаме побарано. Тешко е да се чува. Па, тешко е да на Марина е многу тешко. Да, не е баш лесно. И јас си помагам, али кога јас не сум тука, она се грижи за него, го пресоблекува, му дава за јадење. Највеќе од се, значи, што он мора, значи, со не кажува, пример, кога му се оди во веце или со памперси. Пред нашето заминување овие храбри млади луѓе посакаа реновирање на нивниот дом, посебно кујната за да не дишат мувла секој ден, но и шпорет и фрижидер за да можат да готват соодветно, зашто од смртта на нивната мајка тие готвена храна не вкусиле. Куќата да се среди, значи да нема, значи, она влага, значи кујната да биде функционална, да може, значи, нешто да се сготви, да не биде секој ден се едно исто. Кујната е нефункционална, да садовите ги миеме надвор, значи мораме на тоа решо што рековте вие, дека и јас што реков, уствари дека едва функционира, топлиме вода, па надвор јас ги мијам, значи Марина ми помага да не падне нешто да се скрши. Нема бољерче за топла вода? Па бољерчето речиси да е нефункционално, како и другите работи во кујната. Умивалникот, тоа мислам, кај што се мијат садовите, работната маса, не, онали, работната маса, значи тоа е веќе све 100% уништено од влага, значи издеформирано. Ви треба комплетно реновирање на просторот во кујната и тоалетот. Да, комплетно реновирање, мислам, плочките исто се уништени. Значи, патосот кај што се оди вака е скапано, значи од влага. Пред крајот на минатата година го посетивме во студениот дом во кој речиси ништо и не функционираше. Во лоши услови и со лош начин на живот, Владко врзуваше ден со ден, но само ден после објавувањето на нивната сторија во срце на дланка, многу работи почнаа да се менуваат во нивниот живот. Една поинаква енергија од зимата, кога пред Нова година пристигнавме во домот на децата, односно луѓето кои што живеат без родители. Тоа се Марина, Владко, Иван и Мирослав. Здраво! Да, здраво! Беше студено и беше навистина несредено кога дојдовме да ве посетиме и кога ја раскажавме вашата животна сторија. Да. Но се случија промени во вашиот живот, Владко? Што се случи? Па, по емитувањето, значи, на нашата емисија на Срце на дланка, значи, добив, мислам, се јавија доста луѓе. Добивме, значи, доста храна, облека, финансиски средства и од општината, мислам, ни помогна, значи, за реновирање на нашиот дом. Значи, стариот патос е isfрлен, како што можете да видите, има плочки, искречено е, вратите се променети на кујната и на купатилото. Кујна еве, како што можете да видите, има нова. Значи, финансиските средства ќе ги употребиме. Колку добивте финансиски? Доволно ли? Па доволно мислам добивме, кои ќе ги употребиме откако ќе заврши со реновирање да го опремиме целосно домот. Тоа што фали, мислам да се докупи. Вие, откако ги изгубивте родителите, не знаете што е летен одмор, не знаете што е плажа, не знаете што е, нели, водна површина. И откако привршивте некои работи тука, што одлучивте со Марина? Па со Марина одлучивме да појдеме, значи, на одмор, барем едно 5 дена. Така.
Каде бевте и како се поминавте? А да, бевме во Дојран, ова значи убаво поминавме, добро беше, во секој случај подобро него од дома. Многу подобро. Секој организам, секој човек заслужува, нели, Да. и едно такво уживање макар и од 5 дена. Да, И и убаво јас направи. бев, Марина и Мирослав го земавме. Така. Да. И Мики се радуваше. Да, се радуваше на водата многу. И уште едно многу важно животно нели прашање се реши по емисијата, а тоа е дека твојот брат Мирослав, кој што е дете со посебни потреби, доби пензија од мајката. И тоа беше институционален проблем кој што се реши благодарение на Срце на дланка. Да. Доби? Што доби? Па доби значи пензија од мајка ми ја наследи, пошто оно мислам дете мислам со таква диагноза што му следува. И плюс доби туѓа нега, Да, што и плюс претходно не ја туѓа добиваше. нега доби што претходно мислам не ја зимаше, не ја добиваше. Тоа ви е дополнително олеснување на вашиот нели фамилиарен семеен буџет во Да. току помината месецот. Јас мислам би сакал значи да се заблагодарам на емисијата на Срце на дланка, значи ете да кажам мислам и другите луѓе што се во како нас значи што имаат како нашата историја да не се срамат да го стават своето срце на дланка и да ја кажат нивната животна историја.